Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за миопатија. Каква е оваа болест, колку видови постојат, колку сериозна може да биде болеста на мускулите, кога е неопходно да се направи проверка на ензимот креатин киназа. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Иван Барбов, невролог од клиниката за неврологија. Доктор Барбов, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро утро. Благодарам за поканата да бидам гостин во вашата емисија која ја гледав во изминатиот период Добриот доктор. Се надевам дека ќе одговориме на овие поставени прашања, во исто време да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Се надевам ќе има корис од ова наша секако да, секоја информација за здравието е добре дојдена за сите наши гледачи. Еве за почеток, доктор Барбов, што значи миопатија? Миопатија општо значи страдење на мускулите. Значи, кога ќе кажеме миопатија, се мисли дека имаме страдење на мускулите кој може да биде од различни причини, затоа имаме различни видови на миопатии. Главната поделба е на наследни миопатии кои се генетски наследуваат и тие се викаат дистрофии, додека другиот вид на миопатии се стекнати миопатии кои се стекнуваат во текот на животот, дали како резултат на воспалителен автоимун процес, дали како изложеност на мускулите на разни хемиски агенси, интоксикации, лекови и други метаболни продукти на организмот кои може да ги оштетат мускулите, дали реверзибилно, дали ирреверзибилно. И сега еве споменавте која е поделбата, нели, колку видови на миопатија постојат. Кога се создава всушност? Кога ние знаеме дека да се посомневаме всушност дека станува збор за миопатија? Кои се тие симптоми кои што може да не наведат на тоа? Главните симптоми се слабост, значи зафатените мускули ќе бидат слаби. Ако се работи за наследните дистрофии, значи тие почнуваат обично во детската возраст, децата кои првите години имале нормален психомоторен развој, се движеле, потоа почнуваат да добиваат слабост во мускулите се сушат, тие почнуваат постепено да паѓаат, не можат да играат фудбал и зависно од типот на дистрофијата, како што е Дишеновата, најтешката дистрофија, тие имат максимум живот до 20 години. Другите дистрофии се нешто полесни форми, кои пациентите имаат можеби со добра нега и речиси нормално траење на животот, додека кај другите миопатии, значи зависно од болеста, од токсинот, исто се јавува слабост, меѓутоа првиот симптом е болка во самите мускули, која е спонтана, пациентите се жалат дека имат болки кои се потенцираат при движење. Исто така, воспалените мускули се болни и на палпација, значи доколку ги допираме местата кај што пациентите се жалат, ова спонтана болка се зголемува. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. И сега знаеме дека понекогаш при напорна работа или не знам при поголема физичка активност може да се пожалиме, односно да кажеме не болат мускулите. Која е разликата од нели таква болка од замор и болка на мускули од миопатија? Значи, нормално, ако се изложиме на поексесивна мускулна активност, која не е вообичајна за нас, ќе настанат болки во мускулите. Тука во воведот го спомнате ензимот ЦПК, креатин киназа или креатин фосфокиназа. Значи, тоа е еден ензим кој учествува во метаболизмот на стварање на енергија. Тој го има нормално во сите клетки, меѓутоа најмногу го има во тие клетки кои имаат брза активност, како што се мускулите, исто и во нервните клетки на мозокот. И тој ензим ЦПК учествува во фосфорилацијата на креатинот, односно стварањето на фосфокреатин, кој е главен извор на енергија. Доколку тој пат, заради генетски причини или некои други причини е прекинат, мускулот прави напор, нели, да го одржи енергетскиот механизам, меѓутоа не успева во тоа и како резултат на тоа може да настане мало прскање, значи не деструкција, туку само прскање на мембраната на мускулните клетки и ЦПК да излезе во крвта и да се детектира и при тоа крајен продукт е нели млечната киселина која е таа што ја ствара болката. Кога се проверува тој ензим креатин киназа? Дали тоа треба невролог кај вас да се упати или може и не знам матичен лекар за да нели да се направи проверка на овој ензим? Значи, овој ензим е одличен скрининг за болести на мускулите.
секој пациент кој ќе каже дека има болка или слабост во мускулите, тој многу едноставно испитување во тој статус кога се испитува крвта во ензимскиот статус, се испитува ЦПК и L-лактат дехидрогеназата и тоа е многу едноставен скрининг тест дали се работи за мускулна болка или болката е од друго потекло. Значи тоа може било кој да го направи, меѓутоа за жал пациентите се праќаат дури на терцијерно ниво со сомнение за некоја болест, а ЦПК ензимот не е испитан, така да тука ние тогаш мора да почнеме од почеток. Значи не се оди по патеката како што треба, и директно се доаѓа на клиника. Пред да продолжиме, доктор Барбов, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодари. Мене, јас исто имам многу болки на рацете, не можам таблета да скршам. Крајните завршетоци на нервиве ми се оштетени. Исто ми даде една доктор да носам така како гипс, наноќе да спијам со ним. И болки имам страшни невидени. Да каже докторот што како нешто. Значи на рацете споменавте, да. И раце и нозе така да оштетени ми се скроз, шеќерот ми беше 5,4, после се намали така да тоа е. Така јас ви благодарам за јавањето. Ова претпоставам не е врзано со миопатија, меѓутоа еве, значи до толку се слаби функцијата на раците да не може колку што ја слушнав апче да скрши. Таблети да скрши, да. Значи овде има слабост во рацете, меѓутоа веројатно не од мускул, туку од нерв. Тоа е најверојатно невропатија. Не разбра се пациентката дали има диабет или нема, спомна нормални вредности. Имало намален шеќерот, ја така ја слушнав, добро може веќе не се исклучи. Меѓутоа претпоставам дека може да бидат поврзани. Да, поврзани, или таа диабетична полиневропатија. Невропатијата може да биде резултат на спондилоза на вратната и на лумбалната мускулатура и во тој случај пристапот е сосема различен, да се насочи кон испитување на нервите со електромиографија, дали тие страдаат, дали тука може да се работи за некоја генетска компонента и на тој начин да може да и се помогне на пациентката. Да, за да се поврати колку толку функцијата. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам прашање на доктора, значи имам 44 години. Пред 4-5 години ми се јави како стрес нешто добив. Почна да имам не кочење, него како повлекување на десна нога и болка во ципа и во десната рака. Во исти момент ми се јавува експанзија на лево око, посебно ми се јавува отпор како притисок за време на сон. Како одам по доктори, не можам да го најдам начинот на кој треба да ми постават мојата диагноза. Бев на неврологија во Скопје. Направено ми се оценени потенцијали ЕМГ на десна страна, кои се нема позитивни, се кажува дека нема проблем за тоа, но сега како иди времето, осеќам истото ми го јавува на десна страна и на лево око. Доколку јас имам повеќе движење во текот на денот, ќе се јави, дури ми се уваати како екземи, ќе почнува на кожата да испакнува. Па сега сакам совет доктора, да ја се ваќам на неврологија, дали да се патам на друго место. Така, да. Јас ви благодарам многу за јавањето. Ево, ни е млад гледач, меѓутоа со непотврдена дијагноза, како што вели. Гледачот колку што спомна, слабост и болки во десната рака и левото око. И левото око. Значи тоа е од спротивната страна на слабоста. Тоа што ние пошто имаме невролози во секундарна здравствена и во терцијерна, тоа што ние го забораваме е да се направи првин добар клинички преглед. И спрема клиничкиот преглед да се насочат испитувањата, затоа што ние често имаме пациенти со миопатија, со невропатија, а он се пушта да му се направи компјутерска томографија на глава или пациентот спомна евоцирани потенцијали кои се прават кај некои специфични заболувања како што е мултипла склероза. Еве тоа го исклучиле, меѓутоа точната дијагноза ја нема. Меѓутоа тука мора да се бара поврзано, значи тоа некаде проблемот сепак е во централниот нервен систем,
Има такви алтерни синдроми кога тоа е болест на мозочно стебло, кога кранијалните нерви, веројатно инервацијата на окото е едната страна, а бидејќи пирамидните патишта се вкрстуваат на ниво на вратната кичма на другата страна, значи да е тоа еден алтерен синдром кој може со еден заеднички именител да ги како да кажем, да ги објасни неговите симптоми и испитувањата да се насочат во неговиот систем. Многу често проблемите со око може да бидат испакнат од екзофталмус или длабностос енофталмус, кои може да бидат резултат на промени на вегетативниот нервен систем и тој Хорнеров синдром или Лапетит Во секој синдромот. случај треба повторно да дојде на неврологија за детална дополнително. екзаминација, значи први да се прегледа, а потоа да се прават испитувањата со кои нашата клиничка претпоставка би ја потврдиле. Така. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да поставам прашање до докторот. Јас сум релативно млада личност, 45 години, и десната страна ми е ослабена мускулатурата. Мислам со двете раце, трпнење на раце и на нозе чувствувам. Не можам да клекнам со колената, имам проблеми со кичмата и уште едно прашање ако може, имам детенце со хемипареза, ослабена и низи е десната страна, посебно ногата. Не може веќе и да се движи, ја влечи цела нога. Каде да се обратиме? Така. И јас ви благодарам многу за јавањето. Еве и за детето и за... Значи, кога има слична симптоматологија мајката и детето, може да се посомнева дека се работи за некој генетско заболување. Значи, кај деца е честа таа вродена хемипареза, која има специфичен начин на лекување и треба детето да се однесе на детски невролог, да се направат испитувањата дали е во правец на генетско заболување од групата на ретки болести, има некои специфични лекови за ова детска хемипареза и потоа сличните испитувања се направат и кај мајката да се види дали има поврзаност, бидејќи стварно е ретко. Еве, за возрастен има многу причини, мозочен удар, мултипла склероза, спондилоза, може да ги тие симптоми, меѓутоа кај детето веројатно не е од тие причини и затоа треба тие да се разгледуваат заедно, болеста на мајката и на детето, со цел да се дојде до една диагноза. Така. Да се навратиме на миопатиите. Освен проверка на ензимот креатин киназа, кои други диагностички процедури ни се на располагање за додефинирање на диагнозата? Значи, ние кога ќе дојде пациент со мускулна болка и со големо ниво на креатин киназа, ако горната граница е 100, да кажеме, на креатин киназа, кај нас доаѓаат пациенти со 150, 200, 300, што велиме дека лесно покачување на ЦПК. Меѓутоа доаѓаат пациенти со вредности 5000, 6000 на ЦПК, што е многу високо и во тој случај доколку се работи за помлади особи, најверојатно се работи за мускулна дистрофија, доколку се работи за повозрастни, веројатно е стекнато воспаление или стекната болест на мускулот, како што е полимиозитисот, ако има и кожни промени, тоа е веќе дерматополимиозитис. Меѓутоа, тоа само ни кажува дека нешто се случува со мускулите, ние потоа одиме со друга диагностика, следна електромиографијата, на која искусен лекар кој работи електромиограф може да ги регистрира потенцијалите од мускулите и доколку се тие со пократко траење, со помала амплитуда, велиме дека тоа е миопатско трасе, што сепак ни укажува нели дека се работи за болест на мускулите. Меѓутоа и тука немаме диагноза, мора во анамнезата да прашаме дали во семејството има слични болести, дали пациентот примал некои специфични лекови, јаки антибиотици, туберкулостатици, онколошки препарати, дали на работното... Значи, тие се повеќе подлежни да добијат... Да. Значи, мора да се земе добра анамнеза и во тој случај да се испитува во крвта присуство на тешки метали, изложеност. Меѓутоа, иако тоа не ни го реши проблемот, следниот метод е мускулна биопсија. Мускулната биопсија е многу важна и кај наследните и кај стекнати миопатии, меѓутоа, кога ние имаме сомневање за наследна миопатија, полесно е пациентот да го испратиме на генетско тестирање, бидејќи со генетско тестирање ќе се покаже типот на мускулната дистрофија или миотонична диострофија или миотонија кога има зголемен мускулен тонус.
додека кај стекнатите не можеме тоа да го направиме и во тој случај мускулната биопсија е неопходна за да се дојде до вистинската дијагноза. Така. Имаме интерес од гледачите. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Беше за ова креатин кинезата, пошто јас имам веќе резултат од биохемиска лабораторија, сега го правев Добро. трети месец. Ми е покачено. Колку ви е вредноста? Например, пишува вредноста до 173, кај мене е 194 и ова ЦКМБ исто и тоа покачено околу 26 место 25. Добро. Доктор, јас сум пациентка на ендокринологија, пошто сум оперирана од карцином на тироидна жлеза и паратироидни хормони. Имам ми беа отечени многу нозете, рацете, осеќам малаксалост и од рацете како да мислам не можам да додржам нешто, ми паѓа тешко ми е одењето, а исто така имам хроничен перикардит. Пред едно 5-6 месеци имав излив, перикарден излив имав, исто и плеврит. И докторкава сега моја од ендокринологија ме праќа на мислење на кај кардиолог треба да одам. Се дали со овие зголемени вредности на ова На креатин киназа, да? Да, дали треба кај кардиологот или можеби треба на невролог? Така. Ако може докторот Така, да, јас... на 75 годишна возраст. Така. Ви благодарам многу за јавањето. Еве спомена дека од карцином, како што ја На разбрав, тироидната веќе жлеза, била. да. Да, и веќе има други хронични заболувања. Колку е сега ова поврзано што зборувавме, еве малку се зголемени, меѓутоа. Значи, самото тоа што го спомна дека има проблем со тироидната жлеза, тироксинот е хормон кој учествува во метаболизмот на сите клетки, па и на нервните клетки и многу често тоа, еве, кај стекнатите не го спомнатме, дека зголеменото или намаленото ниво на тироксин може да предизвика миопатија и таа миопатија обично не е од тежок степен, со регулирање на тироидниот статус и таа се регулира, меѓутоа може да се најде зголемо ниво на ЦК ензимот, што кај пациентката е на горни граници. Да, не е многу зголемено, меѓутоа тоа што затоа праќат на кардиолог, бидејќи има еден подтип на ензимот ЦКМБ, тоа е мерило за мускулатурата на срцето. Значи, затоа веројатно е пратени на кардиологија да се направи обсервација, испитување на срцето, дали од таму потекнува тој што има слабост, речеве, ензим. на рацете, на нозете, колку што ја слушнав, или тоа може да биде поврзано со тироидната миопатија, да. Да. И тука лекот е факши регулирање на нивото на тироксинот. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Да. Да, повелете. Ало. Да, повелете, ве слушаме. Јас сам 84 години. Добро. Имам многу проблеми, црнат мозет, имам многу оттока од стапалата, над стапалата, со колената имам проблеми исто со кичма. Пијам лекови, некои Лориса, Аторис, аспирин, још некои други лекови, ама кога станам одма нозете ми утрнат и одам многу тешко, одам, ама на кратко и морам да седнам. Па сакам да чуем од докторот Така. што ќе ми препорача. Порано беше, сега скоро бели на испитување на кардиологија, беше и 8 септември ми испитуваа преко десната рака, вика дека е добро, али имам препорака, пием бипресо, порано пиеше, па ми го беа прекратиле, сега на ново пак го пијам и пијам Аторисот. Така, да, ве слушнавме, да, ви благодарам многу за јавањето. Колку може ова да биде поврзано? Еве спомена и кичма, знаеме нели болестите на рабетниот, меѓутоа и невролошките. Па овде нема многу невролошки симптоми. Нормално рбетниот столб страда со текот на годините, се ствара таа спондилоза, некој пат и дископатија, која нели е стварно и болна,
и го отежнува движењето, посебно кога е во лумбалната регија, нели претходно една пациентка спомна дека тешко станува заради тие спондилозни промени. Тие се болки кои се хронични и со соодветни лекови треба да се купираат за да може пациентот подобро да функционира и тука физичката активност е многу важна. Меѓутоа, симптомите пациентот што ги спомна се повеќе циркулаторни, рече слаба циркулација во нозете, треба отоци, кардиолошки преглед, веројатно треба да се испита периферната циркулација и срцето со цел да се тие Да се повеќе утврди да од што се интернистички се тегобите. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Пред еден месец бев на магнетна резонанса и ми рекол дека има дискусхернија подпартен нерв. Ме болат мускуливе на ноѓеве, ме болат колената и во десно во колено има болка ко со бургија некој да ме пуши. Ако ќе клекна, многу тешко клакина, а после тоа, ако не се држа за нешто, не може да стана. Дали тоа е од подпатаниот нерв или има некој друг проблем? Така, јас ви благодарам многу за јавањето и ве споменавме дискусхернијата, колку може да биде. Да, може да биде болна. На магнетска резонанца се гледат најдобро структурите на прешлените и на интервертебралните дискуси и дали има дискус хернија. Обично ние препорачуваме магнетска резонанца кога тегобите кај пациентот се доста изразени да видиме дали е кандидат за хируршка интервенција. И тука, ако не е хируршка интервенција, останува лекови за болки, физикална терапија, меѓутоа нас спомнува проблеми со коленото кои може да се ортопедски, така да треба тука веројатно и невролог и ортопед да види и да се процени од што е, бидејќи гонартрозите веќе има современ начин на лекување, има и операции, така да може повеќе да се помогне. Кога зборуваме, доктор Барбов, за миопатиите, колку сериозна може да биде болеста на мускулите? До кој степен може да прогресира? Значи, ги спомнавме наследните. Најлоше е дишановата мускулна дистрофија, кога дечињата нели постепено им слабе мускулатурата, завршуваат во инвалидска количка и на крај умираат од компликации, нели респираторни, од лежењето. Полесна форма е Бекеровата, која е многу слична, меѓутоа покасно почнува и полесна клиничка слика и еден огромен број на така нарече лимб-гирдл мускулни дистрофии, каде страда проксималната рамено-појасна и карличната мускулатура, затоа тој секој пат кај миопатите, говер синдром, ако клекне пациентот не може да стане, се придржува со рацете за да се исправи. Така да кога збориме за дистрофиите, тие се сериозни заболувања за кои досега немаше лекови. Пред неколку години се направени таблети Алурен, кои почна првен преку клинички студии, знам и во Бугарија почна да го користат лекот, кај нас не се почна со тој лек, бидејќи ги немаше тие специфични мутации кои требаше да бидат потврдени за овој лек. Меѓутоа, минатата година ЕМА го повлече лекот на доиспитување, така да тој не е достапен и во Америка се направи генската терапија за дишна мускулна дистрофија, која може да се даде во првите години од животот, меѓутоа таа е многу скапа, околу 4 милиони евра. За сега почна во Америка и во Саудиска Арабија, Емиратите, во богатите држави кои може тоа да си го дозволат. Резултатите од во пракса како ќе биде на тие пациенти што има генетска терапија, те ќе видиме. Значи дистрофиите се со многу тешка клиничка. Тоа се наследни, да. Стекнатите колку може да бидат сериозни? Полимиозитот и дерматомиозитот некој пат може да биде многу сериозна болест, значи да дојде до голем расцвет на мускулите со зголемено ниво на ЦПК, од мускулите се развива и миоглобин, што ми ја дава црвената боја на мускулите. Овој миоглобин, ако се распадне во голема количина, може да ги запуши тубулите во бубрегот и да направи акутна бубрежна инсуфициенција. Да, акутна бубрежна инсуфициенција, пациентите мора да се постават на хемодиализа до моментот, нели, додека ќе се стабилизираат мускулите и ќе почне се намалува нивото на ЦПК и на
миоглобин, меѓутоа пациентите слабоста нивна, дури без ова миоглобинурија, може да прогредира до комплетна квадрипареза, значи пациентите се потполно неподвижни заради таа мускулна слабост и во тој случај мора да се интервенира. Значи првен со кортикостероидна терапија се почнува, меѓутоа ако тоа не оди добро, може и тука се дадат интравенски имуноглобулини. Така. Значи во секој случај сериозна болест. Имаме гледачи, повелете, во програма сте? Ало, Да, повелете, ве слушаме. добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот. Јас сум пациентка од неврологија, сум мијастенија гравис. Оперирана сум на торакална еве 8 години сега имам некоја болка назад на грбо ми се јавува, па сакам да го прашам докторот дали има нешто да се повтори од операцијата или нешто за болеста, некои симптоми, шо понатака, дали има нешто ќе биде полошо или подобро. Споминавте на неврологија сте пациентка, така? Да, на неврологија кај доктор Николина Тановска. Так. Сум еве скоро 8 години. Одам таму, сите прегледи се контроли, слабост на мускулатурата. Имам и сега осеќам пак на мускулите некои болки, така, некои трнења на мускулите. Така. Па сакам да го прашам докторот, шо понатака, некоја болка ми се јавува назад пак во грбо, дали може тоа да се повтори? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Значи, овде се работи за болеста мијастенија гравис, која е болест на невромускулната спојница. Тоа е болест баш на таа плоча каде нервниот импулс од нервното влакно се пренесува на самиот мускул. Тука има ацетилхолински рецептори и се стварат таа автоимуна болест, се стварат антитела кои ги запоседнуваат ацетилхолинските рецептори. Нормалниот ацетилхолин не може да делува и заради тоа резултира со слабост најчесто на тие мускули кои најбрзо се движат, како што мускулите на окото, на грлото, поретко која е генерализирана форма на сите 4 екстремитети. Овие антитела се стварат во тимусот и таа операција што е направена пред 8 години на тораковаскуларна хирургија е отстрана тимусот, тоа е фактички начин на лекување со цел имуниот одговор. Тоа сега ја претпоставам интереси гледачката дали може да се повтори пак. Значи мијастенија гравис е доживотна болест. Меѓутоа со современите лекови може да се постигне ремисија, значи пациентите да немат симптоми, да може нормално да функционират. Меѓутоа бидејќи е хронична болест и релапси секој пат се можни, значи таа болка во грбот може да е резултат на слабост на мускулатурата и затоа многу често пациентите не можат да ја држат главата и заради тоа ги оптеретуваат мускулите на вратот и на грбот и во секој случај треба се јави кај својот лекар да се види дали е рецидив на болеста или некој друг симптом. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Го поздравувам многу докторот и фала му што дошол. А исто мојата сакана Сања, мојата новинарка што најмногу ја сакам, ја поздравувам многу од Битола. Ви благодарам многу. Сакам да прашам, едно прашање имам. Од докторите Скопски сум многу благодарна, никогаш нема да се заборави. И сакам да го прашам нешто, затоа што тие се многу подобри. Во Битола ние немаме такви луѓе. Не бркаат повеќе. Не знам зошто. Јас сум на 77,5 години, меѓутоа сум доста здрава, добра. На нозе, одам, шетам, помагам дома и така натаму. Сите работи ги извршувам. Пред многу години, кога бев млада, ми беше остран едниот бубрек, и тоа Скопје бе со сестра ми на факултет. 4 години седев таму, ми се направи голем камен и искапа бубрегу, ми го извадија. Ама од тогаш сум добра, 2 деца одгледам, родив и така натаму. А што сакате да го прашате докторот? Ама сега, после ковидот и после ковидот имав многу ослабнав. Меѓутоа нозете ми останаа толка и дебели, 1 грам не ослабнав. Не ослабнаа нозете. А 25 килограма ослабе после ковидот. Шо е со нозеве мој? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Колку можела да биде невролошко, еве после ковидот, сега спомена после прележот? Пациентката спомнала дека после ковидот ослабнала, веројатно изгубила и мускулна маса и општа тежина. Рече, нозете воопшто не ослабнала сега колку тоа.
Ослабнали или не ослабнали? Не ослабнале, јас така ја сватив дека ослабнала 25 кг, меѓутоа нозете не. Значи, мора да се прегледа. Во Битола стварно има колеги добри невролози што може да ја прегледа, дури електромиографија да направат. Меѓутоа, општо кога пациентите губат голема телесна тежина, мора да се открие причината. Некој пат тоа може да биде малигна болест или некоја последица од скриена паранеопластична болест, па емиотрофична латерална склероза, така да мора се Во направи секој случај да треба да посети преглед. лекар да направи испитување. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Убав ден да имате и голем поздрав. Вака, ме интересират за две прашања. Да прашам првин за мене. Левата нога, едно 10 години само ми оди од колена надоле, трпки ме стеза од дебелото месо и раката почна да ми трнат на ноктите. И образот ми трна од време на време така. И друго прашање има, ако може докторот да ме одговори. Има внуче 16 години, а од 13 години при играње фудбал, одеднаш ќе го штрекне под кукот у ногата и паѓа, не може више да стои. Едно 2-3 дена болка има, после му помине. Па ќе ве молам, ако може докторот нешто да ми објасни и кај да се обратиме. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Прво за детето, колку може да и до мускули, да проверате еве кај невролог. Па, ако тоа се работи за детето и нели има проблеми при спортување, првин треба ЦПК да се испита, да се види дали се работи за проблем со мускулите. Инаку пациентката има типични симптоми на спондилоза, нели таа болка, трнење во дисталните делови на прстите на нозете, веројатно се заради ошетување на рбетниот столб под спондилозни промени. Така, а образот исто тоа се е поврзано? Што го спомена дека знае да и трни и образот, така е. Трнењето на образот веројатно не е поврзано со тоа, треба се бара друга причина, меѓутоа и тука често тригеминалниот нерв кој ја инервира сензитивната инервација на лицето, некој пат може да биде оштетен како што е таа невралгија нервус тригеминус која многу боли, ама не е секој пат изразна со болка, туку може и само со сензитивен синдром трнење, така да тука пак мора еден покомплексно испитување да се направи. Доктор Барбов, кога споменавте за наследната миопатија, ве споменавме нели генска терапија, тие скапите лекови кај стекнатата, која е онаа терапија која што е неопходна и како сами да си помогнеме за да не прогресира болеста? Значи, во периодот кога болеста е активна, дали воспаление, дали изложеност на токсични метаболити, еве нерегулиран тироиден статус и други состојби, прво што треба се направи мирување на пациентот, за да мускулите одморат и да може да се регенерират, бидејќи при движење тие ќе барат тој ланец на стварање на енергија кој па накнадно ги оштетува мускулите, значи како прво мирување, понатаму ако се воспалителните параметри покачени, седиментација, CRP, D-димери, во тој случај нели ќе мора да се даде и соодветна терапија, да се даде и кортикостероиди, меѓутоа со кортикостероидите мора да бидеме многу внимателни, посебно кај полимиозитот, затоа што се опишани случаи кога самите кортикостероиди прават кортикостероидна миопатија. Така да мора детално да се пациентот прати секојдневно, дозите да не се многу високи, за да не со тек на време развие стероидна миопатија. Исто не ги спомнавме лековите статините, тоа се лекови за намалување на масите во крвта, кои често исто така како нуспојава може да дадат миопатија и затоа кај пациентите кои примат статини исто на неколку месеци треба ЦПК ензимот да се проверува. И како сами да си помогнеме? Како може да ја превенираме миопатијата или веќе кога ќе биде диагностицирана, што е она што го препорачувате дополнително, нели дали ќе биде кортикостероидна терапија? Значи продромални симптоми нема, тоа се обично акутни болести, симптоматологија брзо се развива, така да тоа што можат пациентите е да се јават побрзо на лекар и подобро да почне со лекување. Значи ние сами не можеме многу да си помогнеме, освен тоа мирување во тој период, да се лежи, да не се изложува пациентот на физичка активност и постепено мускулите би имат способност да се регенерираат и така да тие може да се обноват и
ова ниво на ЦПК да се намали. Често пациентите доаѓаат со високо ЦПК, да кажеме 1000, ние ќе им дадеме терапија, ќе дојдат после неколку месеци, може да е 800-900, варира тоа, и они прашуваат како да го намалиме ЦПК. Значи нема лек кој може ЦПК да го намали, туку лек кој ќе ги стабилизира мускулите да не го испуштаат ензимот во крвта. Што доколку не се дојде навреме на лекар? Еве, болат мускули, можеби се некои што се физички активни, што дополнително ќе направат компликации? Ако не се дојде на време, тогаш болеста ќе дојде во понапредна фаза, кога лекувањето ќе биде потешко, нели? Меѓутоа, тука не ги спомнивме и тие метаболни миопатии. Тоа е една голема група на болести кои за среќа спаѓаат во ретките болести. Тоа се болести на наталажување на гликоген, на наталажување на масни киселини во клетките, пореметување на метаболизмот на митохондриите, и тоа често може да се случи кај млади луѓе, дури спортисти, кога тие ќе се изложат на некој поголем физички напор, ќе осетат болки во мускулите, и кога ние ќе провериме ЦПК, тоа е страшни вредности, 10-20 илјади, со рhabdomyолиза, акутна бубрежна инсуфициенција. Значи, секој пат ЦПК, кога имаме зголемено, мора да мислиме на сите болести, па и на метаболните наследни болести. И кај овие пациенти мора да се направи покрај другото генетско тестирање, и доколку се види дека се работи, например, за некоја гликоза, наталажување на масни киселини, како што е една позната болест на Помпе, која веќе има лекови во светот со репликација на недостаточниот ензим. Во Македонија уште немаме диагностирано болеста на Помпе, меѓутоа имаме мекарлеова болест, гликогеноза. За овие болести веќе се стварат иновативни лекови кои идат преку Комисијата за ретки болести, така да диагнозата во секој случај мора да се постави. И посебно ние имаме чести случаи така на спортисти кои ќе дојдат со такви високи вредности на ЦПК, и ако се открие дека тоа е наследна болест на метаболизмот, на вистина тоа е непријатно на пациентот да му каже дека веќе не смее да спортува. И на самиот крај, бидејќи сме веќе на самиот крај на емисијата, колку може и недостаток на витамини да продуцира, односно да дојде до миопатија? Па недостатокот на витамини повеќе прави невропатии. За мускулите не се толку важни. Има еден препарат коензим Q10 кој го има, нели, нормално и во мускулите, меѓутоа има и наследни болести на недостаток на коензим Q10. Тоа е ултра ретка болест. Ние ја диагностиравме кај двајца браќа кои вака клинички лича на мускулна дистрофија, меѓутоа на генетското испитување испадна дека имат вроден дефициент на коензим Q10, и фактички кај нив треба само коензим Q10 да се надополнува. Иначе некои посебни, освен коензим Q10, другите витамини многу не помагаат на метаболизмот на мускулната клетка. Доктор Барбов, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ве зборувавме за една болест за која што вреди да се знае и како треба да се диагностицира и што е она што треба да се провери за да видиме дали станува збор за миопатија. Времето некако многу брзо помина. Така, да, брзо ни помина, имавме интерес од гледачите, меѓутоа во секој случај мислам дека добија корисни совети. Да. Почитувани, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.